Попова шапка во нова сезона со снежна покривка од 90 сантиметри. Голема посетеност како од домашни, така и од странски туристи. Деновиве имаше магловито време и скијачкиот центар работеше со половина капацитет. За време на викендот пак се очекува голем прилив на гости и сончево време, како и исполнети сместувачки капацитети. Тоа значи во функција ни беа ски лифтовите поток 1, поток 2, аеродром и Г. Имајќи го предвид дека не работивме со полн капацитет, ние донесовме одлука и цените на ски картите, например дневната ски карта што беше 1100 денари за време на работните денови, пошто нели имавме две категории на ценовник, одлучивме да ги продаваме по 800 денари, се со цел скијачите да ги исполнуваат нивните очекувања, а да не ги штетиме во нивните джебови. Имаме најава за подобрување на времето, сончево време, за време на викендот и ќе продолжиме да работиме со полн капацитет кој што веќе ни е на располагање во нашиот центар. Ние реално за овој викенд, почнувајќи од петок па се до недела, имаме неколку активности во ски центарот Попова шапка. Петок почнуваме со ноќно скијање за прв пат за ова сезона. Ке има организирани настани, диџеи, атракции и така ке продолжуваме и за сабота и за недела. Ке биде интересно, очекуваме да имаме голем прилив на туристи, на посетители. Така, минатиот викенд беше отварањето, имавме ситуација кога имаше премногу туристи, нели нема доволно паркинг места и сообраќајот беше закочен. Како ќе се справите во однос на ова прашање околу паркинг места и регулирањето на сообраќајот? Да, секако треба да имаме на предвид дека беше недела, последен ден на распустот за деца од ски школите. Приливот на туристите и на луѓе во нашиот центар беше голем. Исто така, немавме доволно време да се справуваме односно нашите соработници, институциите со кои што соработуваме, полицијата и службата од Македонија Пат, пошто имавме големи врнежи од снег и патиштата не беше возможно да се чистат целосно, странично, за да создаваме дополнителни паркинг места на самиот пат до достигнување на ски центарот. Сега веќе сме во координација секој ден, работиме на терен заедничко со Македонија Пат, со полициската служба и веќе сме спремни да ја олесниме ова гужва за викендот што не очекува. Колку паркинг места има на Попова шапка? На Попова шапка имаме 3 јавни паркинг места. Исто така и го имаме и паркингот пред хотел Попова шапка, кој што реално не ги задоволуваат потребите или приливот на коливе и туристиве кои што стигнуваат во нашиот центар. Јас имам еден јавен повик до сите граѓани, до сите посетители да ги почитуваат правилата и насоките од страна на полицијата, за да може да не се справуваме со такви големи гужби, да немаме проблеми со големи колони при самото враќање од центарот на Попова шапка. Со оглед на гужвите кои се создадоа на патот кон Попова шапка на денот на отворањето на сезоната, од секторот за внатрешни работи Тетово велат дека е изготвен и посебен план кој ќе овозможи непречено и безбедно движење, при што ќе бидат поставени повеќе полициски служби. Додаваат дека капацитетот на регионалниот пат е несоодветен за толку голем број возила колку што беа регистрирани на отварањето и дека просторот за паркирање е недоволен, поради што доаѓало до повремен застој и метеж. Апелираат до возачите задолжително да ги почитуваат наредбите на полициските службеници. Во анкета посетителите велат дека се задоволни од условите и убавите скијачки терени кои ги нуди Попова шапка, но дел од нив сепак ги потенцираат долгогодишните проблеми, како недостигот на паркинг места. Супер, супер, супер. Прв пат доаѓаме сезонава, супер. А до сега каков впечаток имате за шапка, какви услови нуди? Лош паркинг, лош пристап, инаку си друго е одлично. Па добре, има снег. Задоволни сме, има услови за тренинг. Убави се терените. Местото е убаво се, само услугата
На жичарите, мислам, од паранешите, од југословенските тие што беа другите. Се единствено тоа новата. За жал годинава снегот малку подоста ни дојде. За време на зимскиот распуст не успеа учениците да искористат благодетот од скијањето. Супер. Какви се условите? Добри. На заминување го сретнавме Салудин Мустафи, кој на 70 години не се откажува од скијањето. Ни раскажа дека започнал од 7-годишна возраст и со дрвени скии. Порачува секој да дојде на Попова шапка и да ужива во оваа убавина. Уште се скијам, па секоја година обавезно доаѓам у Шапке по 10 дена, 15 дена, освен секој други, трети ден доаѓамо на скијање овде. Што ќе им порачате на оние кои што не биле на Шапка и Ја им порачам да дојде да види што е убавина кај наша Шапка овде. Според проценките и искуството од минатата година, кога имаше 100 дена скијање, се очекува сезоната да трае до средината на месец април.